Апсолутно вчера дадоа одговори од мојата политичка партија, реагираше и Total Engineering, фирма во собственост на мојот брат, реагираше и Рек Битола. Значи, прво, фирмата која што беше спомната, јас не го запомнив ни името, нема ангажман во Рек Битола за ископ на јаглен. Не постои ангажман, само по себе лага. Втората работа, заради чесен пристап, на вистина, јас сум член на семејството Заеви, пред 2 месеци донесовме одлука да се продадат овие машини. Заради тоа што ако немат право да се јават на тендер, тие фирми веројатно немат право да работат никако подизведувачи во делот на тоа што е јавна дејност или јавни тендери или слично, и фирмата ги отуги овие машини. Јас знам дека тоа е направено пред долго време, гледам дека на 19.4. дури формално правно се отуѓани и булдожерите и она што се камионите, механизацијата комплетно. Само по себе, за мене, ова е, како да кажам, обид за опозицијата, предводена од Христијан Мицковски, преку лаги да инсинуира конструкции кои што апсолутно не се точни, и верувам дека секој политичар е свесен за тоа што го прави, дека постои одговорност. Не е само правото да излезете и да нешто искоментирате. Штетите кои што ги нанесуваат со ваквите пресконференции веројатно се големи и заради тоа постојат судски инстанции каде што ќе треба да си ги платат штетите кои што ги носат. Јас сум чесен и транспарентен политичар, како што знам да кажам да, фирмата на Заеви знае да работи таму и тоа го работи, тоа е така, исто така и овде честно и транспарентно кажувам. Не, механизацијата на фирмата на мојот брат не работи во Рек Битола и нема да работи. Ниту пак работела во некои јавни институции со ангажман на ваквата механизација.